Помалите коалициони партнери на Ковачевски почнаа да се изјаснуваат против францускиот предлог. Првиот човек на Либерал-демократската партија е на ставот дека билатералните спорови не смеат да станат европски услови. Македонската евроинтеграција не смее да биде заложник на фрустрациите на Бугарија. Секој предлог решение мора да добие согласност од македонскиот парламент. Јазикот не може да биде компромис, бидејќи тоа е веќе решено прашање со Преспанскиот договор. Милевски порача на Европската унија дека како гарант на Преспанскиот не го почитува. Тогаш се доведува во прашање и смислата на самиот договор и колку Македонија треба да покаже реципроцитет. Европската унија треба јасно да се изјасни сака ли Македонија во ЕУ или не. Ние повеќе немаме време за губење. Ставот на Милевски е на место, но ако владата не го послуша, тогаш треба ЛДП да ја повлече поддршката. Дела, а не зборови, му одговори поранешниот колега Илија Димовски. Да те подсетам доколку стоите на позициите за зачувување на националниот идентитет, достоинството, заседноста на македонскиот народ и јазик, нема цена што е скапа за се спасат тие работи. И од Демократскиот сојуз партијата на Павле Трајанов вела дека имаат сериозни резерви за предлогот, но дека конечниот став ќе го донеле откако ќе го виделе целосниот текст. Свесни се дека на повидок е нов договор. Со новиот договор на перфиден начин се оспорува македонскиот идентитет, историјата и јазикот, и истовремено не се нудат гаранции дека Бугарија ќе престане да излегува со нови барања, уцени и блокади. Конечниот став Демократскиот сојуз ќе го изгради по добивањето на интегралниот текст на предлогот и негова подлабинска анализа. До овој момент уште тактизираат другите помали партнери во владеачката коалиција, ДОМ и НСДП. Секако став нема ниту од СДСМ, ниту од ДУИ.